Време е за најновиот блок информации од регионот Македонија и светот. По кратките најави започнуваме веднаш. Останете со нас. Градоначалникот на општина Велес Славчо Чадиев денеска упати порака да се тргне политиката од образованието. Денеска во Велешката касарна 30-та генерација војници се заколнаа дека ќе ги извршуваат обврските и должностите како бранители на татковината. Во недела полумаратонска трка во Велес во чест на празникот 9 ноември. Започна асфалтирањето на една од улиците во урбаната заедница 8 во општина Неготино. Станува збор за проект со кој ќе се асфалтираат 3 улици од оваа урбана заедница со средства од општина Неготино во соработка со Вардарскиот плански регион и Бирото за регионален развој. По пробивањето и тампонирањето на 3 улици во урбаната заедница 8 во општина Неготино започна и асфалтирањето на една од нив. Станува збор за асфалтирање кое се реализира од страна на општина Неготино во соработка со Вардарскиот плански регион и Бирото за регионален развој. Како што информираше градоначалникот Ванчо Апостолов, во следната фаза ќе биде поставена водоводна, атмосферска и фекална мрежа на останатите 2 улици во оваа урбана заедница, кои се веќе пробиени и тампонирани, пошто истите ќе бидат асфалтирани. Овој дел од работите ќе се реализира во соработка со Министерството за транспорт и врски на Република Македонија преку Европската инвестициона банка. Со тоа ќе дојде до заокружување на урбанизацијата на овој простор на кој се лоцирани и функционираат десетина стопански капацитети. Се очекува работите да завршат во рок од 4 месеци. Маж на 78 годишна возраст со иницијали ФК од село Богословец Свети Николско синоќ е бил пронетен со прострелна рана во главата во сопствената куќа. Случајот во полиција го пријавила неговата сопруга која го пронашла телото на починатиот во дневната соба. Дали станува збор за самоубиство или пак за убиство, останува полицијата да го расветли случајот. Маж на 78 годишна возраст бил пронајден со прострелна рана во главата од страна на неговата сопруга, која вчера околу 17 часот и 30 минути телефонски пријавила во полициската станица Свети Николе. Таа рекла дека во дневната соба го пронашла ФК од село Богословец, а до него се наоѓал пиштол калибар 7,65 мм. Веднаш било обезбедено местото, а бил запознаен и јавен обвинител. Бил извршен разговор со ЛК и нејзината мајка МС, 89 годишна од истото село. Тие рекле дека околу 15 часот и 30 минути помеѓу ФК, кој бил во алкохолизирана состојба, и неговата сопруга ЛК, поради нарушени брачни односи, настанала расправија при што ФК ја влечел за коса, а таа го удрила со дрво за огрев во пределот на главата. Според нивните изјави, ФК почнал да им се заканува дека ќе ги убие и двете, пошто тие исплашени, излегле од куќата и отишле во помошниот објект. Според нивните изјави, по известно време слушнале еден истрел од огнено оружје па се вратиле во куќата, каде го затекнале ФК застрелан во главата. Од страна на јавен обвинител во 20 часот и 50 минути започнато е со вршење на увид, кој во 23 часот и 55 минути бил прекинат со цел да продолжи денеска во содејство со доктор обдуцент и кримтехника од Министерството за внатрешни работи поради сомнителни околности, односно пронајдени 3 спукани чаури. Заради расветлување на настанот, по налог на јавен обвинител ЛК и МС се лишени од слобода и задржани во полициската станица Свети Николе. По вчерашниот настан за средношколецот Зоран Алков дека професор му вршил притисок за да даде изјава во врска со храната во средношколскиот дом Лазар Лазаревски. Градоначалникот Чадиев денеска упати порака да се тргне политиката од образованието. Алков во изјава за К1 телевизија ја обвини класната раководителка дека го присилила да даде изјава за една национална телевизија, а таа пак дека тоа е политички монтиран случај. Да се тргне политиката од образованието.
Ова е пораката која денеска ја упати градоначалникот на општина Велес Славчо Чадиев по исказот на средношколецот Зоран Алков дека професор му вршил притисок за да дава изјава во врска со храната во средношколскиот дом Лазар Лазаревски. Понастрана политиката од учениците и од децата, поготово за време на образовниот процес, меѓутоа учениците треба да ги оставиме да си завршат, да си ја учат учебната година, да си ги учат градивото, не ги вмешуваме со уцени, со притисоци и било што да правиме, него ученикот се знае, дојдење да учи, професорите да предаваат. Политиката надвор од училиштата. Чадиев вели дека денеска на увид во училиштето е општинскиот просветен инспектор. Ние ќе постапиме како и со сите случаи, како што постапивме и претходно, кога имаше одредени сознанија и пријави против одредени професори и директори, без разлика од каде се и што се, и на кои функции се, законот во основното, средното образование мора да се почитува. Политичката манипулација е катадневна, се осеќа на секој чекровеќе, меѓутоа подалеку политиката од училиштата. Алков во изјава за К1 телевизија ја обвини класната раководителка дека го присилила да даде изјава за една национална телевизија. Таа пак пред камерите тврдеше дека ова е политички монтиран случај со цел нејзино дискредитирање. Денеска во Велешката касарна 30-та генерација војници се заколнаа дека ќе ги извршуваат должностите како бранители на татковината. По завршување на доброволното служење на војниот рок, овие војници ќе бидат база за понатамошен избор на кандидати за идни професионални војници во редовите на армијата на Република Македонија. 103 војници, од кои 6 припаднички на понежниот пол, доброволно ќе служат воен рок во наредните 3 месеци во Велешката касарна. 30-та генерација војници се заколнаа дека ќе ги извршуваат обврските и должностите како бранители на татковината. Војниците велат дека жилбата да бидат дел од арама е долгогодишна и со оваа заклетва сакаат да ја продолжат традицијата на нивната фамилија. По завршувањето на обуката очекувам да бидам и сакам да бидам вработена во редовите на армијата на Република Македонија и со понатамошно напредување да ги исполнам моите желби. Моите планови и идеи се даислужам на армијата на Република Македонија, со тоа што се надевам дека ќе бидам дел од армијата на Република Македонија. Со дисциплинирано и совесно однесување, војниците ќе придонесат во градењето од цврсти меѓучовечки и меѓуетнички односи. Армијата на Република Македонија е заедничка вооружена сила на сите граѓани и во неа нема место за било каква национална, партиска или верска подвоеност. Да се биде војник е посебна чест. Со денешниот чин на давање на заклетва, војниците се обврзуваат да ги бранат највисоките уставни и човечки вредности. Ова го истакна Мухамед Рацај, заменик началник на генералштабот на АРМА, кој беше дел од заклетвата. Да се биде припадник на армија на Република Македонија е доказ за вашата зрелост, која ќе ја потврдите со завршување на обуката со успех. По завршување на доброволното служење на војниот рок, овие војници ќе бидат база за понатамошен избор на кандидати за идни професионални војници во редовите на армијата на Република Македонија. Градоначалникот Славчо Чадиев јавно ги повикува граѓаните, невладините организации, здруженијата и спортските клубови да се вклучат во изготвувањето на конечните предлог програми за работа на општина Велес. Најдобрите ќе бидат вклучени во предлог програмата за работата на локалната самоуправа во наредната 2017 година. Отчетноста и понатаму останува главна карактеристика на општина Велес. Така ќе биде и во иднина, рече денеска на пресконференција градоначалникот Славчо Чадиев. Тој јавно ги повика граѓаните, невладините организации, здруженијата и спортските клубови да се вклучат во изготвувањето на конечните предлог програми за работа на општина Велес. Постапуваме максимално транспарентно, се со една единствена цел да ја вклучиме целокупната наша заедница во донесувањето и решањето на проблемите и програмите донесувањето на општина Велес. Сакаме да поразговараме уште еднаш на најтранспарентен начин на следната јавна презентација која би се одржала во понеделник во 17:30 часот. Службите во локалната самоуправа Чадиев вели дека ќе ги разгледаат сите предлози.
Најдобрите и најиздржаните ќе бидат вклучени во предлог програмата за работа на локалната самоуправа во наредната 2017 година. Професионален развој и ориентација е темата на синокешната трибина што Унијата на жени на ВМРО ДПМНЕ ја организира. Целта на трибината е инволвираност на жената на пазарот на трудот, пред се истакнувањето на незината креативност во општеството. Унијата на жени на ВМРО ДПМНЕ Велес вчера вечер одржа трибина на тема професионален развој и ориентација. Целта на трибината е инволвираност на жената на пазарот на трудот, пред се истакнувањето на незината креативност во општеството. Успехот директно влие врз подобрување на стандардот на жената, на семејството, а со тоа и на подобрување на квалитетот на живот, потенцира Димитрова. Унијата на жени на ВМРО ДПМНЕ има цел да одржи трибина посветена на професионалната ориентација и можностите за професионален развој, посебно кај женската популација, се со цел да се подигне свесноста на ниво на женска популација во нашиот град и да се зголеми нивната можност и нивните амбиции, нивната креативност и истите тие потенцијали да бидат искористени за поголема инволвираност во општеството. Професијата не треба да представува само поседување на знаење, вештини и способности, туку таа треба да биде одраз на особините кои ги поседува одредена личност, вели Кимова. Успешното вршење на професијата, како што кажав, значи освен што доведува до успех, на работното место, обезбедува успех и во институцијата во која е вработена личноста, со соодветно адекватна избрана професија и тука исто како резултат на успешното вршење на професијата во различни институции се обезбедува правилен, односно прогресивен општествен развој. Според статистиката, женската популација оди рамо до рамо со машката популација и извршува професии од сите бранши. Се повеќе жени денес извршуваат надлежности кои често се од големо значење за општеството и државата. Фејсбучарење е насловот на книгата од Сузана Турунџиева, која беше промовирана во галеријата при Домот на културата Иван Мазов Климе од Кавадарци. Настанот беше во рамките на традиционалната манифестација Кавадаречка културна есен 2016. Фејсбучарење, четиво за забава и разонода, која има за цел да опоменува, предупредува, мотивира и инспирира. Ова е најновата книга од Сузана Турунџиева, која беше промовирана во галеријата при Домот на културата Иван Мазов Климе од Кавадарци. Низ една спонтана, несекојдневна, искрена, љубовна приказна, предупредува на сите предности и недостатоци со кои се соочуваме секојдневно живеејќи на социјалните мрежи. Одлучив јас да напишам една таква приказна во која што ќе вметнам и една друга убава страна на социјалната мрежа, бидејќи не е се така црно и не е се така страшно на Facebook. Значи, ако се знае до каде можеме да се движиме и зошто ни служи Фејсбукот, тогаш тој може да биде од огромна корис, од огромна предност и многу да не ги упрости животите, наместо да си го комплицираме животот и да закачиме мноштво луѓе кои ќе расшират една негативна енергија тука. Пораката која ја испраќа со овој тинејџерски роман е следнава: да не дозволиме интернетот и социјалните мрежи да ни станат основен јазик на комуникација, да бидеме свесни за сите ризици и опасности кои можат непријатно да ни изненадат, а од друга страна пак да се бориме за да ја препознаеме и заслужиме вистинската љубов, како и да не го мериме успехот и популарноста на една личност според бројот на лајкови на Facebook. Една неверојатна, искрена, несекојдневна приказна на една Сара и на еден Боби, кои што на многу одат на тенка жица. Посебно Сара, бидејќи е девојче кое е хендикепирано лице, но од првиот миг кога влегува во комуникација со тој еден Боби, кој става нејзе лајк, таа одлучува за да не го изгуби тоа пријателство со него, да не му ја каже вистината дека е таа лице во количка, дека е лице со посебни потреби и дека додека трае, нека трае. Иако музиката бил јазикот на кој таа најдобро се изразувала, пишувањето ѝ е се понагласено и се наметнало како пример на преокупација, силна страст без која Турунџиева не може да си го замисли денот. За најголемо богатство ја признава љубовта и токму затоа постојано во нејзините романи, дискретно и ненаметливо опоменува колку е важно да сакаш и да простуваш. Промоцијата на книгата беше во рамките на традиционалната
традиционалната манифестација Кавадаречка културна есен 2016. Турунџиева го најави и следниот роман насловен Реставратор, како и прирачникот за среќа Среќометар. Во завршна фаза е и четвртата збирка со 1000 мисли и цитати. Лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски денеска промовираше инвестиции во здравството, додека пак лидерот на СДСМ Зоран Заев оствари работна средба со пратеник во Европскиот парламент и заменик председател на групата Прогресивна алијанса. Продолжуваме да работиме на еден од најголемите проекти во историјата на македонскиот здравствен систем, изјави лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, најавувајќи значителен циклус во македонското здравство. Тој говореше за инвестициите во здравството во изминатиот период и најави нови инфраструктурни проекти кои ќе бидат реализирани во иднина. Нашите инвестиции не застануваат тука. И не застануваат само кај главниот град. Туку продолжуваме да инвестираме во секој град во државата. Со цел континуирано, постојано унапредување на дејноста на здравствените услуги. До секој еден граѓанин, без оглед дали живее во урбана или во рурална средина. Четврто, ќе извршиме комплетно внатрешно реновирање на објектот на клиничката болница Битола. Инвестиција вредна над 10 милиони евра. Ова е болница кон која гравитираат жители од поширокиот регион на југозападна Македонија. И оттука е многу важно да инвестираме во унапредувањето на условите за третман и лекување на пациентите. Како што истакна Груевски, целта е да се решат што повеќе проблеми, како и придонес за подобар и подостоинствен живот. Вели, нема празни ветувања, обвинувања и клевети, туку конкретни и издржани дела. Лидерот на СДСМ Зоран Заев денеска оствари работна средба со Тања Фајон, пратеник во Европскиот парламент и заменик председател на групата Прогресивна алијанса на социјалисти и демократи во Европскиот парламент, како и со европскиот пратеник Кунт Фленкенштајн. На средбата Заев потенцирал дека СДСМ работи на создавање на услови за подобар живот. Во овој многу важен историски процес, кога се бориме да ги обновиме демократските институции, да ги поставиме на здрави темели разрушените темели на државата по сите основи. Економијата, здравството, образованието, демократијата, правдата. Од врвно значење е Македонија да добие демократски и легитимно избрана влада. Нашите пријатели од Европа ги поддржуваат заложбите за една нова, светла, перспективна иднина на Македонија, за што сум многу благодарен и искажувам благодарност до вас, господјо Фајон, и во името на граѓаните на Македонија, и секако да се посакаме уште пообединето да се фокусираме кон заедничката цел. Целта е, вели Заев, животот на граѓаните во Македонија да биде подобар, потенцирајќи дека до остварување на таа цел останувале само уште 37 дена. Од Државната изборна комисија информираат дека поднесени се вкупно 6288 пријави од граѓани за гласање во странство за предвремените парламентарни избори. Од 15 декември граѓаните ќе можат во платниот промет да ги користат новите книжни пари во поени од 200 и 2000 денари. Од Народна банка на Република Македонија велат дека ова е прва промена на структурата на книжните пари од 1996 година. Ова се вестите од Македонија. Преку апликацијата на Државната изборна комисија до денеска се поднесени вкупно 6288 пријави од граѓани за гласање во странство за предвремените парламентарни избори. Од нив 5734 се прифатени, а 133 се одбиени. Останатите се во обработка со општи дик. Најголем дел од одбиените пријави според Државната изборна комисија се од причина што граѓаните наместо документ издаден од надлежен орган на странската држава, како доказ во својата пријава, приложиле документ издаден од орган на Република Македонија. ДИК ги подсетува граѓаните дека документи кои се прифаќаат како потврда за докажување на привремен престој во странство
повеќе од 3 месеци или за привремена работа или престој во странство повеќе од 1 година се лична карта издадена од надлежен орган на странска држава, потврда издадена од надлежен орган на странска држава за живеалиште, престој или адреса на лицето во странската држава, дозвола за работа издадена од надлежен орган на странска држава, работна, студентска или виза за престој над 3 месеци во странска држава, возачка дозвола издадена од надлежен орган на странска држава, во која е наведено дека лицето има живеалиште во странската држава, и македонски дипломатски пасош или друг документ со кој се докажува дека лицето е вработено во дипломатско-конзуларните представништва на Република Македонија во странство, односно конзуларните канцеларии, и друг документ со кој се докажува дека лицето е на привремен престој во странство повеќе од 3 месеци или на привремена работа или престој во странство повеќе од 1 година. Од 15 декември во Оптек ќе бидат пуштени нови книжни пари во апоени од 202.000 денари, информираат од Народна банка на Република Македонија. Стратегиската одлука за издавање на книжни пари во апоени од 202.000 денари произлезена е од реалната потреба за ребалансирање на постечката апоенска структура на книжните пари во Оптек. Ова е прва промена на структурата на книжните пари, кои се во Оптек од 8 септември 1996 година. Со цел новите апоени соодветно да се вклучат во системот на готовинско работење и заради непречено одвивање на готовинските трансакции, нивното пуштање во Оптек е предвидено за 15 декември оваа година. Во меѓувреме, временскиот период од пристигнувањето на книжните пари до нивното пуштање во Оптек ќе се искористи за едукација и запознавање на основните карактеристики, но и заштитните елементи на книжните пари на вработените во банките и во другите финансиски институции, информираат од Народна банка на Република Македонија. Осум лица, меѓу кои 2 полицајци загина и над 100 се ранети во напад со автомобил бомба во градот Дијерберик. Околу 200 земји ќе започнат со исполнување на своите планови за намалување на штетните емисии на гасови. 1250 мејлови биле откриени од страна на FBI на кандидатката за председател на САД Хилари Клинтон. Деталите за светот во продолжение. Во напад со автомобил бомба во градот Дијерберик загинаа 8 лица, меѓу кои 2 полицајци, а над 100 беа ранети, изјави турскиот премиер Бинали Йилдирим. Тој додаде дека во нападот загинал и 1 терорист. Истрагата утврдила дека терористите користеле 1 тон експлозив за извршување на нападот, а експлозивните средства биле натоварени во минибус. По експлозијата се формирала голема дупка, а нанесена е штета и на згради во регионот. Локалната власт на Дијерберик соопшти дека нападот пред зградата на полицијата во градот го извршила курдската работничка партија. Стапи во сила Парискиот договор за климатските промени. Истиот предвидува околу 200 земји да започнат со исполнување на своите планови за намалување на штетните емисии на гасови. Патрисија Еспиноса, највисокиот представник на Обединетите нации за климатски прашања, го поздрави стапувањето на договорот во сила како потврда за борбата против глобалното затоплување. Ова е момент за празнување, но исто така и момент да се погледа напред со разумна оценка и со волја кон задачата која ни предстои, истакна Еспиноса, генерален секретар на Рамковната конвенција на Обединетите нации за климатски промени. Договорот кој е прифатен на конференцијата во Париз во декември минатата година има за цел да го ограничи зголемувањето на просечната температура на земјата под 2 степена Целзиусови во споредба со прединдустриската ера. Предвидено беше тој да стапи во сила откако е ратифициран од 55 држави, на кои отпаѓа дел од 55% од светските штетни емисии на гасови, услов кој беше исполнет. Меѓу државите кои го ратификуваа договорот се и големите загадувачи Соединетите Американски држави, Кина, Индија, како и Европската Унија. Нови имејли на кандидатката за председател Хилари Клинтон, објави Стейт Департментот.
Станува збор за 1250 кои биле откриени при истрага на FBI за користење приватен сервер на Клинтон при испраќање имејли со класифицирани информации во времето додека била државен секретар. Кандидатот на републиканците за председател Доналд Трамп остро ја критикуваше Клинтон и нагласи дека местото е во затвор, јави ДПА. Директорот на FBI Джеймс Коми одлучил да го извести Конгресот дека агенцијата почнала со истрага за нови имејли на Клинтон поради стравување за истекување информации. Според извори на кои се повикуваат западни медиуми, малку е веројатно FBI да објави детали пред председателските избори во вторник. Во недела во градскиот парк во Велес за прв пат ќе се одржи полумаратонска трка. Настанот го организира Советот на млади на општина Велес во соработка со група граѓани и истиот е во рамки на чествувањето на денот на ослободувањето на Велес 9 ноември. Во продолжение останатите вести од спортот. Полумаратон на патеката во градскиот парк организира Советот на млади на општина Велес во соработка со група граѓани. Истиот е во рамки на чествувањето на денот на ослободувањето на Велес 9 ноември. Полумаратонот ќе се одржи в недела во 10 часот, додека рекреативната трка на 5 километри е закажана за 12 часот и 30 минути. Стазата за трчање ќе биде кружна во должина од 1 км и за полумаратонот од 21 км се трчаат 21 круг, а за рекреативниот 5 круга. На полумаратонот се пријавени вкупно 271 надпреварувач, од кои главната трка од 21 км ќе трчаат 128 надпреварувачи, а рекреативната од 5 км ќе трчаат 143 надпреварувачи. И двете трки имаат надпреварувачки карактер, истакна Спирковски. За првите 3 места во машка и женска конкуренција ќе биде доделен пехар, а за секој финишер медал. Целта на трката е подигнување на свеста како кај младите, така и кај повозрастните граѓани. Денеска имаме променливо облачно време со сончеви периоди. Температурата се искачи до 19 степен. За време на викендот времето ќе биде стабилно суво и релативно топло за овој период од годината, но по одделни котлини и по речните долини ќе има појава на слаба магла. Графичкиот приказ во продолжение. Со оваа информација го завршуваме дневникот. Останете и понатаму на К1 телевизија. Пријатно!